Услови за живот на луѓето. Адаптирани наставни содржини по ОПН. Една нова лекција за тебе. Денеска ќе учиме за услови на живот на луѓето. Пред да ја почнеме лекцијата, да поставиме неколку прашања. Што ти е тебе потребно за да живееш? Кои се твоите дневни навики? Се будиш, се миеш, се облекуваш, појадуваш, вежбаш, одиш на училиште, ручаш, шеташ со мама и со тато, црташ, се бањаш, спиеш. Постојат 4 основни услови за живот на човекот, а тоа се вода, воздух, храна и место за живење, односно живеалиште. Храна. Зашто ни е потребна храната? Зошто јадеме? Јадеме за да растеме, за да имаме енергија. А зашто ни е потребна енергијата? Да се движиме, да мислиме, да учиме, да цртаме, да ги извршуваме сите активности. Храната ни е потребна и да бидеме здрави. Преку храната во нашето тело внесуваме многу корисни материи. Протеини, јаглени хидрати, витамини, минерали. Сите овие елементи ни се потребни за правилно функционирање на нашето тело. И храната ни е потребна да одржуваме телесната температура. Водата е многу важен елемент што треба да ја внесеме во нашето тело. Таа ја одржува нашата температура. Помага при варење на храната што ја внесуваме. Исто така помага во циркулација на крвта во телото. А исто така ни помага водата да ги isfрлиме сите непотребни материи од телото. Кога пиеш вода? Се разбира кога ќе ожеднеш, но вода треба да се пие многу повеќе од само кога ќе ожеднеме. Воздух. Без воздух нема живот. Значи, зошто ни е потребен воздухот? За да дишиме. Дишиме за да бидеме здрави, а преку дишењето се врши размена на гасови. Воздухот е потреба за живот. А како дишиме? Ние дишиме со бели дробови. Живеалишта. Тоа е место кај што живееме. А тие ни се потребни за да не заштитат од опасности, да не заштитат од лоши временски услови, од влијание на сончевите зраци и за да живееме во нив. Освен овие основни услови за живот, на човекот му е потребна и облека. Кога е надвор студено, потребно му е топла облека и обувки. Што облекуваме во зима кога студи? Топла облека се разбира, а тоа е јакна, чизми, джемпер, чорапи, шалче, ракавици, капа. А кога е жешко, треба да се заштитиме од сонцето. Што облекуваме во лето кога е жешко? Фустанчиња, мајчки со куси ракави, куси панталони, на главата обавезно ставаме лесна шапка, а на очите очила за сонце. Кога е дождливо, исто така соодветно се облекуваме. Носиме мантили за дожд, носиме чадорчиња, чизмички, така нема да накиснеме. Доколку не се обезбедат овие основни услови за живот, луѓето не можат да живеат. За да бидат луѓето здрави и среќни, треба да се обезбедат овие основни услови за живот. Од лекцијата што ја презентиравме денес, што треба ти да знаеш? Да ги посочиш
основните услови за живот на луѓето. Ајде да повториме. Тоа беа воздух, вода, храна и живеалиште. Зашто му е потребна храна на човекот? За да расте, за да добива потребни материи во организмот, да обезбеди енергија на организмот и да одржува телесната температура. Зошто пиеме вода? Зашто водата е многу важен сегмент од животот на луѓето и таа помага во сите процеси животни на човекот. Во дишење, во преработка на храна, ја помага циркулацијата на крвта и така натака. А зошто му е потребен воздухот на човекот? Зашто без воздух тој не може да живее, се разбира. Каде живеат луѓето? Некои луѓе живеат во куќа, некои луѓе живеат во зграда и тоа се вика живеалиште. А зошто им е потребно живеалиштето? За да бидат сигурни во него, за да се заштитат од надворешните влијанија и тоа е место каде тие живеат. Каква облека носиш во зима? Топла облека. Зошто носиш топла облека? Затоа што студи и треба да си го заштитиме нашето тело. Ако не носиш лесна облека во лето, како ќе се чувствуваш? Хеј, ако облечеме јакна во лето, ќе ни биде многу жешко, нели? Ете, на овие прашања пробајте да разговарате дома и да ја научиш лекцијата. Биди умна, вредно учи. Ти благодарам на вниманието.